40% од граѓаните сами си ги плаќаат трошоците за лекување. Овој процент од експертите се толкува како висок и тоа е индикатор дека со здравствениот систем кај нас нешто не е во ред. Ова подразбира за нашиот стандард прескапи услуги, зашто медицинските апарати во јавното здравство повеќе се во дефект отколку во употреба, па на нив се чека со месеци. За илустрација, гастро преглед на приватно чини од 3.000 до 8.000 денари, колоноскопија од 5 до 12.000, компјутерска томографија од 11 до 13.800 денари и слично. Како овие големи суми да ги платат болните, кои за лекување немаат пари? Тоа е ненормално, кога се изразам. Не добро, синко, не добро. За секој не може да иде да се лечи и се. Нема чедо, нема. Најосновното гледаме, друго нема излаз. Те двојца оперирани, идеме од болница, не платим, оставиме книшките двојцата таму и Мене ако ме праша, ја немам пензија, не можам да платам ништо. Тоа е многу за нашите примање, тоа е многу за нашиот стандард. А нели тоа треба да оде преку фондот? Па секако овие услови дека не може секој да си дозволи. Тај што има пари, ќе користи услугите. Поради ова, приватните болници кај нас се полни со пациенти, а годишно остваруваат милионски суми во евра профит. Вие можете да ги видите приватните болници дека се полни со пациенти, исто така како и државните. Меѓутоа, фактичката ситуација укажува дека нешто не е како што треба. Тој е главниот индикатор преку кој што вие проценувате дали еден здравствен систем е успешен или не. Колку граѓаните се изложени на приватни трошоци. Кај нас се изложени на повеќе од 40% од скупната здравствена потрошувачка. И тоа на некој начин е еден од клучните индикатори дека нешто не функционира. Освен ова, проблем се и лековите од позитивната листа. Пациентите кои што имаат хронични заболувања и кои што постојано си ги земаат лековите, се снабдуваат во почетокот на месецот и тие се снабдени. Може да се рече дека тука не е толку остра и загрижувачки недостатокот од лекови. Меѓутоа, постои еден друг проблем. Закутните болни, за кои што ќе се јави проблем, при крајот на месецот ќе отидат на лекар, особено за децата, веќе аптеката нема квота за да може да им го издаде лекот на товар на фондот. Сето ова лекувањето кај нас го прави исклучително скапо и прашање на време е кога состојбите ќе ескалираат. Најавените реформи во здравството ги нема или одат преспоро, зашто поединци сметаат дека тие намерно се кочат во интерес на приватните болници. Но ова се надоврзуваат и секогаш сомнителните тендери кои во здравството годишно се вредни стотици милиони евра. Сето ова на крајот Македонија ја прават земја со прескапо здравство во која граѓаните на лекар одат само кога мораат, зашто за тоа пари немаат. Најавеното бесплатно здравство останува спомен од едни до други избори, а во меѓувреме, дали ќе се живее или умира, одлучуваат парите.